Во 2016 година во рамките на Женевскиот мотор шоу Volkswagen ја представи студијата на субкомпактен кросовер наречена Buzz. 4 години подоцна. Женевскиот мотор шоу не се одржа, но Volkswagen го одржа својот збор. Денеска во Македонија го имаме Volkswagen T-Cross, субкомпактен кросовер кој е поставен врз основа на Volkswagen Polo. Ова не е прва верзија на вакво возило во Volkswagen. Може би се сеќавате на Polo Dina, но тоа беше во едно време пред 15 години. Инаку, за разлика од Volkswagen Polo, T-Cross е подолг за некои 58 сантиметри, повисок е за 13 сантиметри, но и растојанието од тлото е зголемено. Ако се гледа од страна, контурата му е типично кросоверска, додека задниот дел и има цитати на поголемите спортско корисни возила од компанијата. Инаку, T-Cross има и добар багажен простор. Ова е нашата опрема, дел од нашата опрема, но гледате дека има уште простор да се ставаат работи во багажниот простор. Тоа е поради неговиот капацитет кој е варијабилен. Инаку, задната клупа може да се поместува по должина. Возачкото седиште е наместено онака како што мене ми одговара за возење, а се гледа дека на задната клупа има многу простор и за колениците, но и во висина. Но дел од опремата е и оваа опција. За да се внесат поголеми предмети во кабината и да се превезат, може опционално да се добие ова седиште за да се спушти. Инаку гледате дека на задната клупа е многу лесно да се престојува. Се забележува малку погрубата пластика, но да видиме какви се условите за работа на возачот. Volkswagen T-Cross е кросовер кој се допаѓа на втор поглед. Зошто? Бидејќи требате првично да се запознаете со него малку подобро. Неговиот изглед е атрактивен. Ергономијата во внатрешноста на кабината е исто така атрактивна и добра. Вистинскиот впечаток го нарушува ефтината пластика која ја споменав нешто претходно. Но T-Cross има своји квалитети. Пред се тоа се возните својства. Иако го возиме моделот со најмалиот мотор, 3-цилиндричниот 1-литарски турбобензинец кој испорачува 115 конски сили, можеме да почувствуваме дека агилноста му е силна страна. Не само агилноста, туку и економичноста. Со T-Cross поминавме една респектабилна километража. Успеавме да го возиме и во градски услови на возење, но и на отворен пат. Она што мене многу ми се допадна е потрошувачката на отворен пат. Кога имате едно темпо на возење кое се движи помеѓу 90 и 120 км на час, тогаш потрошувачката не поминува 5,3 литри, што мене ме импресионира. Во град пак потрошувачката е нешто поголема. Забележавме околу 6 литра. Нешто помалку од 6 литра гориво на изминати 100 километри, што и не е толку лош параметар. Но да се вратиме на возните својства на T-Cross. Иако е нешто повеќе од земјата одвоен за разлика од Polo, тој дозволува малку поагилно возење. Управувачот реагира многу добро и ви дава информација во секој момент кај се наоѓа возилото. Иако е издигнато, дозволува малку поагилно управување. А она што ми се допаѓа е што на задната оска се чувствува пролизгувањето на тркалата и ви овозможува да го наместите автомобилот онака како што мислите да го наместите во свијок.
сепак не е се розово кај T-Cross. Кога се забрзува, моторот го окарактеризирав како агилен, но она што не ми се допаѓа е неговиот продорен звук, но дозволува да забрзувате фино и да дозирате сила во свиок, што е нетипично за овие трицилиндарски нисколитражни автомобили. Еве, погледнете сега. Убаво возилото лизга и можете без никаков проблем да го контролирате. Но не е ставен апостроф на звучната изолација. Се слуша во кабината продорниот звук на моторот и на ретровизорите. Тие се доста големи, па затоа и произведуваат шум од ветерот. Во други услови на возење T-Cross е одлична солуција, бидејќи неговата висока возачка позиција, односно седењето е нешто повисоко, па имате добар преглед на сите оние работи што се случуваат пред вас. За пофалба е и ергономијата. Во Volkswagen таа е врвна во светот на автомобилите, бидејќи доволни ви се да поминете само 5 минути во автомобилот и да ви е се јасно околу неговите команди и околу употребливоста на внатрешниот простор. Па така, T-Cross брзо ги освои моите симпатии. Неговата цена, 20.500 евра, може би не е меѓу наевтините. Се разбира дека оваа цена се однесува на изведбата со трицилиндерскиот бензински мотор од 115 конски сили, кој е впарен со 6-степена мануелна трансмисија. Во понудата има и 7-степен автоматик со двојна спојка, има и дизел мотор од 1,6 литри, но и бензинец од 1,5 литри. Но оваа цена се однесува, како што реков, за моделот со најмалиот мотор. Volkswagen со својот T-Cross сака да се пробие во овој сегмент на еден специфичен начин. Тој комбинира разумни материјали во внатрешноста, впрочем и конкуренцијата ги нема во внатрешноста нешто подобри материјали. Но комбинацијата кога ја прави Volkswagen е добри возни својства кои овозможуваат една слобода на изразување на возачот, да се изразам така, но овозможуваат и поголема автономија на возачот да реши како ќе вози, бидејќи сите безбедносни системи кои се вградени во него ви дозволуваат да се поигрувате со овој автомобил онака како што мислите дека треба да се поигрувате. Па затоа T-Cross е не само рационален, туку е и забавен. Забавен за возење и како што и самиот почувствував, забавен е да се престојува во неговата внатрешност, не само поради ергономијата, туку и удобството кое го пружа и на предните седишта, но и на задните седишта. Умните решенија, високата безбедносна опременост која сериски се вградува во сите Volkswageni, ја оправдува цената од 20.500 евра. Јас мислам дека ги оправдав овие 30 минути и вашето внимание кое ми го посветивте во ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и се гледаме за 7 дена на истото место и на истата фреквенција. До гледање.